Поштивани гледачи, добар ден. Повторно сме ние со настаните од Европското првенство во фудбал, кое што веќе одредено време се игра во Германија. Синоќ имавме две исклучително интересни средби од последниот осми на финалната фаза и веќе ги знаеме сите четвртфинални двојки, а да ни објасни нели повеќе за тоа, тука е Порија Бојчев, нашиот аналитичар, колега, сезнајко уште еднаш ќе кажам, кој навистина за фудбал знае многу. Боријан, очекувани ли беа вчерашните резултати? Па, воопшто не. Режијата да ни ги покаже само. Воопшто не беа очекувани вчерашните резултати, иако на надпреварот првиот кој се одигра од 18 часот меѓу Романија и Холандија. Холандија, да, можеби вака, кога ќе се погледне резултатот, тоа делува на рутинска и лесна победа, но тоа воопшто не беше така. Оние што ја гледа, што гледа на преварот. Па да, но можеше и 15-15 да заврши, бидејќи Романија изненади многу со тоа како влезе на надпреварот и без страф. Има доста шанси кога беше 0-0, па и на 1-0 има доста прилики да изедначат. Романците навистина изиграа храбро, иако на крајот беа тешко поразени, но да, примија 2 гола во последните 10 минути, така да Романија нема за што да жали, бидејќи секако влезе како огромен аутсайдер на овој дуел. Коди Гакпо од Холандија, кој игра навистина феноменално првенство, тој е меѓу најдобрите стрелци на првенството со 3 гола заедно со Мусијала и Микаудзе од Грузија, така да Гакпо игра феноменално, нешто што досега не е видено од него во последниве неколку години од кога премина од ПСВ во Ливерпул. Неговиот стил на игра во Ливерпул не му одговараше баш. Клоп него го менуваше неколку позиции во средината и во најисторен во нападот и на левото крило, каде што се покажува дека е најквалитетен. Таа грешка во 83-та минута на Драгушин некако како да беше нокаут за романците. До 1-0 до 83-та минута има шанси, се уште беа во игра, но со голот на Донил Мален во 83-та минута навистина како потоа да се изгубија на теренот романците и веќе како да беа разочарани, особено кога ќе примиш таков гол од грешка во одбраната, навистина е доста може да падне моралот после таков потек. Холандјаните на крај убедливи, но како што кажав, тој резултат не отсликува комплетно сликата на теренот која гледавме низ 80 минути на фудбал. Првиот гол кој го постигна Гакпо, навистина можеше голманот подобро да реагира, бидејќи беше победен на неговата страна, така да, но како што читав и како што можевме да видиме од претходните надпревари што и гледавме на Романија, голманот воопшто не треба да биде виновен за или да се криви за нешто на првенство на Романија, бидејќи романскиот голман наистина имаше феноменално првенство, ова му беше неговата прва грешка. Вториот надпревар што беше одигран синоќа беше постигнат најбрзиот гол на европското првенство. Да. Така, дури побрз и од Албанија што го дадоа на италијаните, Да. Ова беше можеби најдобриот надпревар не само во нокаут фаза, туку и на целото првенство досега. Австрија, Турција и вчера ние кога коментиравме рековме дека овде ќе има еден исклучително интересен надпревар со многу погодоци, на крајот паднаа само 3, но во уште од самиот почеток првиот гол го продрма надпреварот и уште од првиот напад се знаеше дека ќе не чека одлична средба меѓу двете репрезентации. 3 гола постигнати од корнер, што е интересно. Досега не видовме на европско првенство многу голови од корнер. Турците кои беа доста погодени, бидејќи не играше капитенот Чалханоглу, тие мора некако да најдат начин како да се справат без него, бидејќи тој не само што е капитен и лидер, тој е главниот креативец во тимот и може и најголема звезда. И најголема звезда, да, ако се земе предвид тука дека Јарда Гилер кој повторно влезе во стартната 11-ка. Така да Демирал, стоперот кој игра во Саудиската лига, кој имаше огромен потенцијал, кој уште во времето кога играше во Аталанта се спомнуваше дека најквалитетните, најталентираните стопери во Европа, потоа направи голем трансфер во Јувентус, но потоа за жал неговата кариера потоа замина надолу. Така да
Демирал со два херојски погодоци, тој е херој во Турција, слушнавме и ние во Скопје тука дека се славеше на големо. Така да огромна победа за Турција која иако на лист хартија има подобар тим од Австрија според досега докажаното и според она што се случи пред првенството, оние што знаат пред почетокот на првенството Турција и Австрија играа еден пријателски надпревар каде што заврши со победа од 5-1 за Австрија, така да ова беше феноменален реванш за турците фактот играа над своите можности некако. Дефинитивно, но надпревар можеби има и малку среќа со првиот гол, многу го постигна. Но во секој случај одигра херојски, одигра како што треба, нели одигра без својот најдобар фудбалер, но одигра колективно. Да, и тоа е најбитно, конечно видовме една средба на две репрезентации каде што се игра отворен фудбал, каде што одбраната можеби до последните 15 минути се стави во втор план. Нападот беше оној што е клучен, што беше клучен и за двете репрезентации и конечно надпревар без премногу тактизирање, без премногу држење на топката, значи оној old school фудбал кој ни фали многу на оние навивачи кои обожаваат голови. Фудбал, да, сакаат фудбал, така да австриците не дека разочара, Австрија одигра на ниво како што играше на претходните надпревари, тие напаѓаа, тие беа желни за гол, но турците навистина беа цврсти во одбраната, не дозволија премногу шанси, но и се виде дека Австрија и фали она звезда во тимот, пример како што има Турција со Гулер, со Йилдис, млади таленти кои се желни за игра и сакаат да напаѓаат. Австрија главната звезда во тимот можеби и Марко Арнаутовиќ, капитенот кој веќе е во залез на кариерата, тука и Конрад Лајмер од Бајер Минхен, но колку тој може да носи играта. Се виде вчера дека Австрија е квалитетна репрезентација, дека тактички се премногу квалитетни со Ралф Рагник на чело, така да нема за што да жалат, иако тие беа фаворити според играта. На крај и вчера кажавме дека било кој од овие две репрезентации може да помине понатаму, бидејќи беа двете наизедначени двојки во осмина финале. Сега не е лошо да ги видиме ние и четвртфиналните двојки на европското првенство што се игра во Германија, значи исклучително добри надпревари, не сите, но некои се вистински дербија, тука пред се мислам на Шпанија и Германија. Според играта најголемите фаворити за освојување на првото место. Ова веројатно ќе биде нели надпревар кој можеби ќе потсетува и на мала војна. Мала војна, да, па финале пред финалето кога што спомнавме и претходниве денови Шпанија Германија, уште од самиот почеток на првенство, уште пред почеток на првенство, односно кога се паднаа групите и оние пресметки кога се правеа, се знаеше дека доколку Германија и Шпанија ја освојат својата група, тие ќе се сретнат во четвртфиналето и тоа се случи. Ова ќе биде дуел на двете репрезентации кои покажаа најдобар фудбал и најдобар резултат досега на Што би се случи ако домакинот испадне во четвртфиналето? Ќе се почувствува тоа во организацијата, во посетеноста, во... Па, види, често се случува случило тоа многу пати. домакинот само ради притисок да му се тресат носете и да направи некој кикс и да испадне од некој помалку квалитетен тим. Ова сега нема да биде случајот нормално, бидејќи се подеднако квалитетни и двете репрезентации, но тоа е меч со две острици. Значи домашниот тим има поддршката на публиката, но го има и притисокот на другата страна. Твоето предвидување како се одат? Значи до сега германците има еден полутест, ја би го рекол, со Швајцарија. Не изгледа баш не фантастично. А шпанците има неколку теста, сите ги помина со оценка 5. Да. Види, ова ќе биде најголем тест за Шпанија од една причина. Двете крила, Шпанија игра многу по крилата за промена, бидејќи знаеме дека Шпанија од секогаш играла низ средината, но сега има две квалитетни крила, две млади крила кои воопшто не се срамат и не се плашат да го нападнат противникот и бековите кои ќе играат против нив, но Германија има доста квалитетни одбранбени бекови. Тука и Раум на левата страна, доколку игра или Мителштат и двајцата се со дефанзивно квалитетни и Кимих на десната страна кој е доста искусен и знае како со тие брзи крила, така да битката на бочните позиции ќе биде многу битна, бидејќи во средината контролата ќе биде
верувам кај Шпанија, бидејќи тука и Родри, Тим тука што и има Родри, Педри Луис и Педри, мислам дека не може да не биде. Да, види, и Германија има доста квалитетни играчи во страната, не се лажеме, но стилот на игра е различен. Значи Крос не е Крос играч кој сака да даде напред топка, кој сака да пронеде пас меѓу линиите на одбраната. Тука и Гундоган кој игра нека поразлична позиција, поофанзивна улога и ќе биде навистина интересно да се види за Нагелсман оној тест кој го има кај крилата, дали ќе го врати Вирц или ќе продолжи со Сане. Беше навистина чудно да се види Вирц кој беше играч на сезоната во Бундеслигата да не игра против во претходниот дуел против Данска, но тука може и тактизираше Нагелсман бидејќи Данска е на по-висока, по-цврста репрезентација, па Сане со неговата брзина да искористи подобро може да искористи брзината против тие поспори речено дефанзивци. Шпанија исто така не може да се пофали со некоја брза одбрана, бидејќи тука е Карвахал кој годините го јадат условно кажано, да. Но не е како што бил на времето, бидејќи тој имаше доста големи проблеми со повредите. Тука е Кукурела кој оние што ја пратат премиер лигата знае дека тој да има интересна фризура, но не игра многу офанзивно. Не е офанзивен бек, да, тој иако во Челси беше купен како офанзивен бек и познат беше во деновите во Ейбари, во Гетафе кога играше во Шпанската лига, па и во Брајтон кога го купија, тој беше офанзивен, но за Шпанија има тотално друга улога и тоа тотално е погодена бидејќи многу на почетокот очекува Грималдо да биде тој кој што ќе почне, бидејќи Грималдо имаше феноменална сезона во Баер Леверкузен, бројките кажуваат сами по себе за еден бек со кој имаше 15 голи, 15 асистенции, тоа е невидено досега за бека. На другата страна го има и Джереми Фримпонг, холандјанецот, кој исто така имаше феноменална сезона. Но Кукурела игра на ниво, феноменално. Одбраната на Шпанија за сега, која уште од самиот почеток беше под знак прашалник, бидејќи тука е Лапорт или Нормал. Лапорт замина во Саудиската лига, знак прашалник на него беше ставен колку е тој спремен да игра на вакво првенство. Ленорман кој наскоро ќе биде представен како нов играч на Атлетико Мадрид, е најквалитетниот одбранбен фудбалер на Шпанија моментално. И си даде автогол. Да, си даде автогол, несреќен, но се случува видовме. Ајде сега да не бидеме да се посветиме моци на другите четвртини надпревари. Англија Швейцарија, говоревме за овој надпревар, ова ќе биде еден многу неизвестен. Ја прогнозирам пенали на пенали дека Англија ќе победи. Најголемиот тест за Саутгейт досега, најголемиот тест и за Швейцарија досега, бидејќи во групата има тест против германците, но и двете репрезентации беа поминати понатаму, така да тие можеби не беа со полна нога на гаста на тој надпревар, така да ова најголемиот тест за двете репрезентации, но најголем тест и за Англија доколку помине. И да помине Англија, мислам дека ова ќе остане најголемиот тест, бидејќи дуелот меѓу Холандија и Турција кој ќе спои со Англија, со победникот. Па мислам дека да, бидејќи стилот на игра повеќе ќе им одговара на англичаните отколку овој дуел со Швајцарија, бидејќи Швајцарија сака да има топката во нозете, тие имаат доста брзи напаѓачи, што се види дека е проблем за англичаните во претходниот дуел против словаците. Се додека Англија не направи грешки како што правеше како што направи на претходниот дуел при Словачка, тие ќе бидат, мислам дека нема многу да се помачат на дуелот со Швајцарија, бидејќи Англија е една од најквалитетните одбранбени репрезентации, иако сега ќе бидат без Гуехи кој има жолти картони, поради жолти картони нема да може. И најдобриот. Да, и најдобриот, да. Сега Езер Конса веројатно ќе биде оној што ќе го пополни неговото место, фудбалерот на Астон Вила кој играше феноменално во тимот од Бирмингем сезонава, така да но и тој, иако е стопер, тој за Астон Вила играше многу на десно, на позицијата десен бека и Унај Емери, така да тој е офанзивен стопер на еден начин, тој сака со топка да игра, нема проблем да разигра средината, но Гуехи е можеби постабилен од него, затоа и Гуехи почна од првиот надпревар на првенството. Проблем ќе биде и Трипиер колку е спремен за да почне од првите минути, дали ќе биде Сака на лева. Не покажа нешто
Трипиер беше, да, Трипиер беше огромен знак прашалник на првенство, дали тој може да игра на левата бековска позиција, бидејќи е деснак и цел живот играл на десен бек. Лук Шо ќе почекаме утре, денес или утре да видиме дали Саутгейт ќе соопшти дали е спремен Лук Шо да игра на таа позиција, дали е па и Трипиер спремен или пак ќе игра со трета опција која што е Сака или некој друг, или Џо Гомес можеби на таа позиција. За Швајцарија е добро што потврдија вчера медиумите дека Гранит Джака е спремен да игра, иако имаше мало стравување дека поради повреда може да отсуствува, но тоа не е случајот, тој ќе игра, така да очекувам тесен дуел без многу погодоци и очекувам повторно англичаните да одат на продолженија и како што спомна ти, пеналите можеби ќе бидат најреална шанса за овој дуел. Англичаните имаат подобри изведувачи на пенали, иако и Швајцарија може да се пофали со феноменални изведувачи, тука и Джака, тука и Родригес, тука и Шар кои изведуваат пенали во своите екипи, така да Не, јас верувам во некоја универзална правда. Минатото европско првенство изгубија на пенали, па сега дека едноставно ќе биде тоа вратено на некој начин. Португалија, Франција, уште едно големо дерби, тешко е да се прогнозира победникот пред надпреварот. Французите веројатно се мали фаворити, да. Поради нели освоените титули и пласманите во финалните средби пред се на последното светско првенство, но Португалија покажа дека има една игра која тешко може да се добие Португалија, нели? Да, дефинитивно, бидејќи во одбраната се доста стабилни, иако направија неколку киксови на преварот со Словенија, што веројатно поквалитетна репрезентација ќе ги казнеше тие грешки, особено на Пепе. Така да Франција е мал фаворит на овој дуел, но и французите се покажа дека имаат многу проблеми во нападот. Ако Шпанија и Германија се покажаа најмногу на ова првенство како фаворити, меѓу фаворитите Португалија и Франција покажаа најмалку заедно со англичаните. Но очекувам интересен дуел и овде, без многу погодоци, што ќе биде според мене тотално спротивно од она што ќе биде на Франција и Германија и Шпанија. Два погодока на овој. Па да, бидејќи има многу проблеми во нападот двете репрезентации, но и двете репрезентации се доста солидни во одбраната, особено Франција. Франција има цврста одбрана со четворица играчи кои играат во едни од најквалитетните екипи во светот. Тука се Ернандес од Милан, Салиба од Арсенал, Упамекано од Бајерн и Кунде од Барселона, така да има многу квалитетна одбрана, сега кој Мајњан е феноменален голман, е од најдобрите голмани моментално во Европа. Очекувам Франција да помине понатаму но исто како и Англија, Швајцарија и овде очекувам продолженија. Единствен надпревар каде што мислам дека ќе се реши надпреварот во 90 минути е Шпанија и Германија. Аха, да, ја мислам. Мислам дека само тој надпревар ќе се реши во 90 минути, овие се Холандија и Турција, значи ова ќе биде да кажеме прилично израмнет дуел, иако мораме да кажеме холандјаните се фаворити, да. Сепак се фаворити, многу се поискусни од Турција како фудбалска нација. Фудбалска нација, да. Иако турците секогаш биле луди по спортот и по кошарката и по фудбалот, на лист хартија Холандија е многу поквалитетна репрезентација. Чалханоглу се враќа за Турција, но Кокчу ќе биде тој што ќе отсуства, бидејќи вчера доби втор жолт картон. Така да Холандија влегува како фаворит на овој дуел, но се покаже дека и Роналд Куман има доста проблеми со составот. Тој вчера повторно изненади, старташе со Стивен Бергвајн на десното крило и го извади на полувреме. Зошто да ја направи таа промена? Ете, можеби видел нешто на тренингот што повеќе му се допаѓало, но тоа тотално беше без никаква добивка во нападот. Влезе Донел Мален, постигна 2 погодоци и ја заврши утакмицата во нивна корист. Така да проблем е и за Саутгейт и за Куман, има многу слични проблеми, тие се уште не си ја знаат најдобрата 11-ка, што не е случај за другите 6 репрезентации. Како да не ја сватиле својата функција. Да, другите 6 репрезентации воопшто немаат проблем со тоа. Но нема да биде изненадување ако турците победат. Турците, да. Воопшто нема да се некој премногу да се чуди околу. Да, воопшто, знаејќи дека и холандјаните има доста проблеми. И вчера Романија креираше многу шанси што за жал не искористи ниту една, а можеа да постигнат погодок, барем еден погодок. Па на Турција иде во некоја друга насока. Да, а Турција е репрезентација која може да постигне ран погодок, видовме и вчера, видовме на претходните надпревари
Но кај Турција тоа го приметив и вчера, го приметив и против Португалија и во групната фаза, значи Турци има многу проблем ако примат гол, лесно го губат преварата. Да, го губат мотивот и концентрацијата. Вчера австриците притиснаа многу. Играат инспирации, играат со и тоа е проблем кај. Тоа е проблем бидејќи со португалците примија еден несреќен автогол си дадоа и потоа се изгубија дефинитивно. Истото ќе им се случеше и вчера против Австрија, да можеше Австрија и Баумгартнер и Арнутович да постигнаа гол. Никако не можеа да задржат топката, имаа еден пас и веднаш ја губеа. Имаа доста проблеми со сврзување на пасовите во средината, така да тука е проблемот главен кај Турција, тука е можеби не искуството. Ако не примат први гол турците, тогаш имаат и реални шанси. Имаат и реални шанси. За вчера има доста среќа што дадоа гол во првата минута, а австриците и нема шанса да постигнат. Тоа беше многу среќно околно за Турција, веројатно и решавачки момент на надпреварот, иако ти одиграа супер. Супер, да. Но со Холандија ќе биде проблем бидејќи холандјаните во нападот покажаа дека многу креирано, малку даваат, тоа е најголемиот проблем за холандјаните. Да, вчера постигнаа 3 гола, но можеа да дадат и 10, да имаше Депај. Ја мислам 15. Депај да имаше повеќе среќа или пак можеби не треба да игра Депај веќе. Ја мислам дека е може да се неупотреблив. Може да се проба со Жави Симонс да игра на таа позиција или Донел Мален кој има искуство играјќи како најисторен играч, па да ги ротира, бидејќи и Депај не е природна деветка, тој ја почна кариерата како лево крило, па поради повреди, поради промена на неговиот физички изглед, тој мораше да се приспособи да игра на. И кога беше млад, и кога беше во налетот на својата кариера, тој не го оправда никогаш сложеното во него. Да, па главно поради повредите, Холандија од земја на најголемите фудбалски звезди, која веројатно најмалата земја која произвела најголем број на квалитетни фудбалери, за жал после време да констатираме го нема тој квалитет. Па го нема тој квалитет, но еве на раподите на подобро. Кој што излезе го Јохан Кројф, еден Руд Гулит, еден Беркамп, еден Ван Бастен, Овермарс и така натака. Можеме да ова цела една емисија да потребиме за кој се излезе Холандија, Депај и Гакпо. Да. Но види идат на подобар пат се дефинитивно, бидејќи Гакпо е млад се уште и Жави Симонс може да носи играта. Сега Ван Дајк е веќе во постари години, тука и Деврај е во. Чудно тоа одбраната требаше најака на Холандија, ама некако прават како никој да не се дефинитивно има многу проблеми. Да, но тука се и Дамфрис е тука кој е офанзивен бек, па затоа има многу проблеми. Може. Аке е исто квалитетен фудбалер, така да имаат и сега една добра репрезентација, за жал има многу несреќа што и Куп Мајерс и Де Јонг се повреени, со Де Јонг еден од најквалитетните. Тоа е веќе друго, да. Тоа е веќе друга репрезентација. Да, имаш право со Де Јонг, тој се повреди, мислам сега на пред крајот на сезоната. Да, пред крајот на сезоната. А имаше една чудна улога во Барселона целата година, играше многу повлечено некако. Да, класична шеска, да, таа улога некоја на Бускетс ја има во Барселона. Но Де Јонг не би ме зачудило и да ја напушти Барселона. Има секое лето се прават такви муабети, бидејќи Барселона е во финансиска криза. А и реално не е посилен од Барселона, некако. Да. Барселона за жал не е више. Не е тоа што е, но беве да се надеваме дека Барселона од годинава ќе се врати на тоа темпо, бидејќи го има Јамал, ги има Педри, Гави, да ако останат тие здрави, има една феноменална екипа. Големи играчи. Да. Борјан, ти благодарам. Ова е, почитувани гледачи, се за денеска, но се и за оваа недела. Значи, повторно ќе се видиме со нашата анализа во понеделник. До тогаш останете ми во добро здравје и гледајте фудбал.